Добро утро, господја Бранка Джајковска, проектен менаџер на проектот Биди инклузивен, биди инклудиран. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро и јас благодарам на поканата. Ајде малку повеќе за оваа платформа, за оваа кампања Биди инклузивен, биди ин. Направивте неколку видеа во кои вклучивте познати личности, глумци, деца со попреченост, луѓе од јавниот живот. Што е целта на оваа кампања? Што се обидувате да постигнете конкретно со ова? Целта ни е да подигнеме јавната свест за прашањето и потребата за вклучување на лицата со попреченост во општествениот живот. Нашата фондација главно работи на полето на образованието. Овој проект кој што го реализираме е со таа тематика вклучување на учениците со попреченост во редовните училишта. Така што сакавме малку да низ видеа, низ една кампања, низ таков тип на активности да го привлечеме вниманието на јавноста, да нели сите малку се запрашаме и размислиме што можеме да направиме да учениците, децата, младите со попреченост бидат еднакво вклучени како и оние со типичен развој. Што можеме да направиме? Ние како проект навистина се трудиме да направиме неколку активности. Се обидовме и во самото концепирање на проектот, но и во неговото реализирање да воспоставиме еден холистички принцип, значи да се действува на повеќе фронта и на повеќе начини. Тоа што ние го правиме најпрво да дадеме поддршка на семејствата и на децата со попреченост, го правиме тоа преку стипендии. Потоа се обидуваме да им помогнеме на училиштата во делот на подобрување на пристапноста на училиштата до и во училиштата, но и опремување на училиштата внатре со асистивна технологија, дидактички материјали кои што се наменети и за работа со лица и деца со попреченост. Се обидовме да воспоставиме еден систем на поддршка, туторска поддршка и направивме една мрежа од 30 тутори кои што функционираат и работат со стипендистите кои што ги поддржуваме. Летниот период ќе го искористиме да ги поддржиме наставниот кадар, инклузивните тимови во училиштата, да малку повеќе ставиме акцент на тоа што е индивидуална работа со учениците со попреченост. Но во контекст на вашето прашање мислам дека оваа тема е нешто што е на нешто што треба да добие малку општествена димензија, општествена одговорност. И е нешто каде што секој граѓанин и фирма и донатор и институција треба да размисли што може да направи да може лицата со попреченост да бидат еднакво вклучени. Ние дури во нашите подвизи кои што ги правиме во делот на подобрување на пристапноста на училиштата, се обидуваме да испратиме таа порака дека ако нешто се прави, ако нешто се гради, ако нешто се инвестира, треба секогаш да се има на ум тоа да биде пристапно и за лицата со попреченост. Да не се испушта тој важен фактор и тој важен дел. Господја Джајковска, пред да продолжиме со разговорот, би сакала барем едно од оние кратки видеа да ги погледнеме, 40 на секунди да видат гледачите за што разговараме. Да го погледнеме видеото. Треба да зборуваме гласно за потребите на лицата со попреченост. Да праноим, да ти респектоим диверзитетот. Сакам училиштата се пристапни и за учениците со попреченост. И квалитетно образование за сите. Биди родител кој е пример за своите деца. Биди наставник кој е пример за своите ученици. Да изградиме инклузивно општество. Биди инклузивен. Биди човек. Биди инклузивен, биди ин. Проектот биди инклузивен, биди инклудиран има за цел да придонесе кон целосна и еднаква вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта. Колку основни училишта немаат инфраструктура за деца со попреченост? Подобро ќе беше прашањето обратно да виде колку имаат. Полесно е за одговарање. За жал многу малку. Тоа што е позитивна промена е дека и например последниот оглас за капитални инвестиции на Министерството за образование ја стави инклузијата како нешто што е основна потреба да се направи. Значи нема да може да се прават никакви реновирања, адаптирања во училиштата доколку не се размислува на инклузијата. Исто така и Законот за основно образование кој што се донесе во 2019 година стави голем акцент на инклузијата што не беше претходно случај. Така што мислам да прифатиме дека да кажеме дека сме на почетокот на
на реализирање на активности за инклузијата ќе ни биде многу полесно отколку да броиме колку сме назад. Но важно е дека почетокот е направен и дека од тука натака треба да се продолжи само во таа Има ли насока. промени од како се донесени овие измени? Промени во праксата ве прашувам, не во легислативата. Почнаа ли училиштата да се прилагодуваат? Училиштата мора да се прилагодуваат. Законот наложува од 2023 учениците со попреченост да се вклучат во редовните училишта, значи посебните училишта, каде што досега традиционално учениците со попреченост следат настава, преминуваат и стануваат ресурсни центри. Што значи дека законското решение е направено, училиштата веќе работат на подготовка. Во некоја смисла и овој проект ја адресира таа потреба да некои од овие активности се пробаат, видиме што функционира, што не функционира, да дочекаме 2023 спремни, за да може навистина да градиме едно инклузивно општество, инклузивно образование. Разговараме малку и за родителите на овие деца, кои постојано се заглавени, ќе кажам, во лавиринтите на институциите, во обид да си го подобрат секојдневието или да ја добијат потребната грижа. Вие пред малку споменавте и туторска поддршка и стипендии. Па ајде малце поконкретно да поразговараме за тоа. Што значи ова туторска поддршка за родителите на децата пред се? Колку им го олеснува животот, колку им е значајна? Па, веруваме дека и двете активности кои што ги споменавте го олеснуваат животот на родителите на децата со попреченост. Стипендиите се директна финансиска поддршка која што помага во некои дополнителни трошоци кои што родителите на децата со попреченост ги имаат, а можеби родителите на децата со типичен развој ги немаат. Така што во таа насока стипендиите го адресираат тој некој проблем. Туторската поддршка пак има за цел да малку дополнително и образовно ги поддржи учениците, со цел да одредени работи за кои што на учениците им е потребна поголема поддршка во однос на усвојување, увежбување и така натаму го добијат на овој начин. Секако ова е многу специфична година и како учебна година или е различна од сите претходни, така што и ние моравме како проект туторската поддршка да адаптираме и ја понудивме во онлайн форма со цел нели да бидат заштитени учениците и туторите исто така. И сме среќни што и покрај специфичноста сепак можеби онлайн форма на поддршка во овој период и за децата со попреченост можеби не е најидеално решение, но сме сепак задоволни со резултатите кои што ги постигнуваат и се радуваме и се надеваме секако, верувам сите, на една друга по-типична нормална година од следната година, па да можеме да имаме и туторска поддршка и директна работа со учениците. И сакам да ве прашам и за професорите, за наставниците, за наставниот кадар. Имено и тие се соочуваат сега со огромни предизвици, со сите најавени реформи. Голем дел од нив се уште не знаат што подразбираат тие реформи. Допрва им следат низа обуки по најразлични основи, почнувајќи од дигитализација, па се до спојување на предмети. Дали е наставниот кадар подготвен за едно вакво инклузивно општество за какво што разговараме или какво што посакуваме и што треба да се промени, дали треба да се работи на менталната свест на наставниот кадар за сето ова да се заврши што е можно побрзо, па ја ќе кажам на најадекватен можен начин, затоа што тоа е една можеби од најважните алки во овој синџир. Апсолутно. Наставниците се сигурно една од најважните алки во образованието на секој дете. Ние сите кога ќе се сетиме на нашите наставници имаме нели и доза на среќа и романтика кога ќе се сетиме и нормално дека наставникот е нешто што ученикот и се поврзува и емотивно и се огледува и така натаму. Ние како фондација 25 години работиме на професионалниот развој на наставниците и навистина сме имаме таа доверба во наставниот кадар и нивните капацитети и за учење и да ги сите предизвици и промени, сега не се овие што ги спомнавте, први промени со кои наставниците се соочуваат во својот работен век. Навистина до сега и секогаш покажуваат на неверојатни квалитети да можат да одговорат на тие промени, што е и нешто што ние веруваме дека убава порака кон учениците, заради тоа што ние кога имаме наставник кој што гледаме дека постојано менува и се адаптира и ние како ученици стануваме такви личности граѓани. Инклузијата, како што ви кажав, е на почетокот и е навистина тема која што се уште досега барем функционира негдека дури на нивото на добра волја
на наставникот или неговата лична спремност да истражува и така натаму. Сега се прават малку по-структурни интервенции во тоа поле и верувам дека барем до таа 2023, кога веќе ова и законски влегува во сила и наставниците ќе бидат потполно спремни, но за да можат тие навистина успешно да се работат својата работа, мора да се подготват и училиштата, мора да се подготват и родителите. Кампањата видеата кои што ги погледнавте се во таа насока. Значи да малку ги подготвиме и родителите и општата јавност за потребата секое дете да добие право на квалитетно образование. Знаете, ние на нас како родители право да кажеме, знаете, ова дете не би сакале да учи со моето дете, ова дете со попреченост и така натаму. Тоа е нешто што навистина сите треба да сватиме дека не е во ред. И дека тоа мора да го менуваме кај себе си. Така што се обидуваме преку овие јавни пораки да ги повикаме и останатите членови на општеството. Верувам, наставниците се многу по сензитивни, ајде да кажеме, по овие теми, да ги повикаме да отпорот остане позади нас, да почне прифаќање, да ги прифатиме и децата со попречност и каков друг тип на различности. Вие пред да го почнеме овој разговор имавте тема на тема дискриминација. Значи нешто апсолутно што веќе не е прифатливо. Живееме во едно современо општество и мораме така и да се однесуваме. Интерес од страна на јавните личности, актери, музичари има за да учествуваат во една ваква кампања, но мора да ве прашам каков е интересот на фирмите да помогнат. Забележувате ли, па еве ќе кажам малце поголемо отворено срце во време на пандемија или состојбата е иста кога се работи за помош на децата со попреченост? Ние делот од адаптирањата, подобрувањата на училиштата се обидуваме да го правиме со подршка на општествено одговорни компании. Тоа е нешто што си го зацртавме како цел навистина и со некоја идеја да покажеме дека и ние како општество имаме одговорност и разбираме оваа тема и сакаме да го направиме она што е нашиот дел. Тоа што ние го собидуваме и го презентираме проектот пред сите компании до кои што можеме да стигнеме и има слух, можеби секогаш би посакувале да е тоа малку и повеќе и подобро заради тоа што колку поголем интерес имаме, толку поголема ќе бидат и промените кои што ги правиме. Ние веќе работиме и веќе комуницираме, соработуваме со голем број на компании и веќе работиме, направивме едно инклузивно игралиште, сензорна соба, се донираше асистивна технологија, така што се надеваме дека и во таа насока ќе продолжиме, дека ќе можат компаниите да го видат потенцијалот на ваков тип на активности, особено со оглед на тоа дека активностите кои што ние ги правиме се големи промени. Физичкиот изглед буквално на просториите или училишниот двор се менуваат во целост, а интервенциите навистина се прават со многу да кажеме не со толку големи средства. Интервенциите ни се околу 3-4 евра, да кажеме за една голема промена која што навистина влие врз растот, развојот на децата со попреченост кои што се во тоа училиште и само сакам да акцентирам дека нашите активности се што правиме во овој дел на промени не се однесуваат само за децата со попреченост, однесуваат и се користат од сите деца, но може да се користат и се инклузивни од децата со попреченост. И за заокружување на овој разговор, тема која е особено важна во време на пандемија, тоа е здравствената состојба и тоа што прави државата за да им помогне поточно да ги заштити овие луѓе и оваа категорија граѓани. Сега, кога е вакцинацијата во прашање, знаеме дека мали деца не се вакцинираат. Еве сега Израел, некои европски држави почна помала категорија тинејџери, меѓутоа се уште не се вакцинираат деца. Но каков е вашиот став? Дали треба да се вакцинираат родителите на децата со попреченост и дали возрастните лица со попреченост треба да добијат предност за вакцинација, бидејќи досега ниту тие, ниту хронично болните не беа ставени во приоритетни листи? Мислам дека апсолутно да, нормално, јас не сум медицинско лице, верувам дека секое лице со попреченост кое што нема никоја медицинска документација која што го сопира да може да прими вакцина би требало да биде во приоритетната листа. Ние како организација, иако работиме овој проект што го реализираме со поддршка на Европската унија во полето на образованието, го реализираме со две невладини организации, едната од Хендима Котетово и Инклузива од Куманово. Се обидуваме навистина во овој период на терен малку да агитираме за оваа тема
тема и покрај тоа што не е некоја тема, да кажеме, со која ние лично како организација се бавиме, но е нешто што е навистина многу важно. Ние во моментот имаме 322 ученици кои што примаат стипендија од проектот и посакуваме нели сите нивни семејства што поскоро да се извакцинираат, бидејќи ова е навистина ризична група и верувајте доколку нашето движење е намалено, и ние се чувствуваме нели изолирани во овој период, можете да замислите како на овие семејства кога постои многу пати поголем страв да не случајно нели го донесат вирусот во домот, каде што би можело да има и фатални последици. Така што ви благодарам на ова прашање и се надевам дека и младите кои што исполнуваат нели години за да може да се вакцинираат, но и семејствата на децата со попреченост поскоро ќе бидат ставени на приоритетните листи и ќе влизат во процесот на вакцинација. Исто и ние се надеваме дека што е можно побрзо најранливите ќе добијат вакцина, а и родителите на децата со попреченост дефинитивно се во таа категорија, како што кажавте, огромен е стравот да не го вратат вирусот дома каде што би можело да има фатални последици. Господја Бранка Джајковска, ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг и да поразговараме на една ваква тема која е од особена важност за целокупното општество. Јас ви благодарам многу уште еднаш на поканата и на тоа што секогаш ги покривате нашите активности и со тоа покажувате вашата општествена одговорност како медиум. Благодарам уште еднаш.